Општина Градско е седмата општина по ред која потпишува меморандум за соработка со Сдруженијето на комунални инспектори на Македонија. Меморандумот во Градско беше потпишан свечено денеска, а во знак на плодна соработка комуналните инспектори од Македонија и градоначалникот Роберт Бешовски во дворот на локалната самоуправа го засадија и дрвцето на плодноста. Позитивни заклучоци, а во иднина полесен пристап кон проблемите очекува од денешната средба градоначалникот Роберт Бешовски. Ја користам приликата да им дадам подршка и тоа како градоначалник и воопшто преку ЗЕЛС за следните работи. Значи, они како здружение се ангажираат околу изработката на одреден пакет на закони од комуналната сфера и воопшто подобрување на условите нивни за работа. Им даваме подршка во врска со предлог измените на Законот за инспекцијски надзор, каде што треба да бидат отфатени со полагање на лиценци, кој што не е добро за нив, бидејќи тие одговараат пред работата на градоначалникот и на советот и е спротивно на Законот за локална самоуправа. Исто така да не бидат офанати со давање на извештања до инспекцијски совет, бидејќи одговараат на работата на општината, тоест на градоначалникот и на советот. И воедно да бидат уклучени во сите законски решенија кои што ќе се носат како предлог измени или дополнувања и воопшто нови закони од комуналната сфера, да биде присутен представник од Сдруженијето на комунални инспектори во врска со тие предлог закони. Исто така да бидат офанати и со изработка на правилниците за од надлежните министерства, исто така и да бидат офанати при изработката, тоест дополнување на правилникот за висок ризик на работа од страна на Министерството за информатичко општество, да бидат и општинските комунални инспектори офанати во тој правилник, како и другите државни инспектори. За председателот на Сдруженијето на комунални инспектори на Македонија Гоце Георгиев, ваквите собири многу полесно доведуваат до трајни решенија во комуналната проблематика и сврлаат на површина вистински регулативни мерки и законски стандарди кои би ги олесниле пристапите во работата на инспекторите, но и постапките кон решавање на проблемите кај граѓаните. Пред се да се заблагодарам на градоначалникот на општина Градско што не удоволи да бидеме гости денеска во општина Градско. Искрено да ви кажам, Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија постои веќе 15 години. До сега многу регулативи законски кои се поврзани со сферата на комуналните дејности, благодарејќи на Сдруженијето се променети и начинот на донесувањето, начинот на функционирањето, начинот на имплементација на овие законски решенија кои се поврзани со комуналните дејности, бележат еден тренд на позитивен тренд, односно ние како комунални инспектори сме повеќе ефикасни на терен, граѓаните полесно ја забележуваат нашата работа и можеме да бидеме ефикасни при вршењето на сите наши работи поврзани со комуналните дејности. Веќе, како што кажав, 15 години постоиме. Пред непол месец имавме средба со премиерот на Република Македонија во владата на Република Македонија, официјална средба, каде ние како Сдружение на комунални инспектори ги дадовме нашите барања до премиерот. Тој изрази надеж дека ќе бидат решени нашите проблеми, како што спомена градоначалникот, поврзани со правилникот за ризик, поврзано со Законот за Законот за инспекцијски надзор, како и наши колеги инспектори да бидат членови на работните групи при носењето на законите кои се поврзани со комуналните дејности, како што е јавна чистота, Законот за комунални дејности, Законот за водоснабдување, Законот за зеленило и Законот за гробишти и погребални услуги и така натаму. Ние како Сдружение на комунални инспектори секоја наша средба е во различен град во Македонија.
Така, претходно бевме во Виница, бевме во општина Чашка, бевме во Струга. Значи целта наша е со станоците да ги држиме во различни општини, на каде дискутираме за проблемите кои не тештат нас како комунални инспектори, а и граѓаните. На оваа средба ќе разговараме за проблемите поврзани со хаварисаните возила, значи на секој состанок имаме некое законско решение или некој предлог или некоја измена на закон за кој ние како комунални инспектори дискутираме, донесуваме заклучоци и истите ги препраќаме до надлежното министерство, во овој случај Министерство за транспорт и врски. Се надевам дека од овој состанок ќе произлезе заклучок кој исто така ќе биде проследен до надлежното министерство, како што реков претходно, се со цел за наше подобро функционирање и поефикасни на терен. Исто така на денешниот состанок, ние како Сдружение на комунални инспектори и јас како председател на Сдруженијето ќе потпишуваме меморандум за соработка помеѓу Сдруженијето на комунални инспектори и општина Градско и по тој повод исто така ќе доделиме благодарница за досегашната несебична помош на градоначалникот и покрај функционирањето на Сдруженијето на комунални инспектори. Средбите ширум Македонија продолжуваат и понатаму. Позитивен сигнал е и ветувањето од премиерот Зоран Заев, потенцират од Сдруженијето, кој пак најавува дека поддршка очекува и од министерот за транспорт и врски, со кој веќе имаат закажано средба.